Не очекува Макфест. Добро утро, Ивана. Добро утро, Искра, до вас и до сите гледачи кои што во утро го започнуваат со програмата на Алфа телевизија. И добро утро секое утро. Како што спомена ти, да навистина имам едно фино и убаво друштво. Ова утро ќе зборуваме за 38-то издание на фестивалот на музички мелодии, познат нели кај публиката како Макфест, и тоа кој што ќе се одржи токму овој викенд на 20 и 21 октомври. А за тоа докаде се подготовките, дали се е подготвено веќе за почетокот на 38-то издание на Макфест, кои се ќе настапи, што е новитета оваа година? Ова утро ќе разговарам со уметничкиот директор Роберт Саздов и со нашиот колега, новинар и водител и официјален пиар на Макфест Антонио Димитриевски. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Добро утро и секое утро се разбира, и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Подготовките се апсолутно, да не речам завршени, иако до 5 до 12, секогаш до минут до 12, што се вели секогаш, има нешто да се додаде и одземе, но генерално организацијата функционираше безпрекорно. Општина Штип како главен организатор, начело со градоначалникот Иван Јорданов, главниот координатор на Макфест од општина Штип Александар Расовски и целата останата екипа која е побројна. И се разбира, ова екипа, скопската што би рекле, со Роберт Саздов како уметнички директор, јас како пиар на фестивалот, Јован Јованов кој специјално ете и од Канада долета каде што работи и живее, но е член на програмскиот совет на Макфест. Цело време бевме во координација со сите останати, бидејќи многу сегменти, многу коцкички го прават фестивалот и не се подготвено за една недела или еден месец, туку се работи цела година. Така што годинава ќе имаме малку поспецифичен, поинтересен, помодерен Макфест и технички, и визуелно, и содржински, и организационо. Ќе се обидеме да она што се модерни текови во музиката бидат спакувани и веќе се спакувани во песните во двете вечери, во првата на која настапуваат млади имиња, надежни имиња, иако некои од нив имаат веќе искуство од типот да не име прв пат на фестивал, не име дури и на Макфест прв пат, па настапували на оние големи, како се вели, регионални музички талент шоуа и така натаму. А втората вечер е веќе за проверените големи, поголеми, поискусни, попознати македонски музички имиња, меѓу кои и годинава имаме големи музички звезди, можеби најголемите, едни од најголемите на овие простори. И сето тоа, верувам дека низ призмата на гледачите во Домот на културата Ацо Шопов, односно публиката и гледачите на македонската телевизија, која како национален сервис секоја година прави директен пренос од двете вечери, но и македонското радио, Радио Скопје на својата прва програма. Ќе направиме уште еден Макфест кој ќе остави зад себе белег, зашто Макфест е познат по тоа што остава песни кои трајат, но и исфрла големи хитови кои од тековната година, да речем, она што велиме народски, растураат во радио, воопшто во етерот. Таков беше случајот минатата година со песната на Пајак и Лара, кој достигна фасцинантен успех кога е гледаноста и прегледуваноста во прашање повеќе од 25 милиона прегледи на YouTube, што само на Мадона, Майкл Джексон и таквите може да им се случи. Генерално, се ќе функционира како што треба да функционира, но повеќе за содржините и за тоа што внатре веројатно ќе се случува, знае Роберт, уметничкиот директор. Да, Роберт, што значи да се биде новинар и водител? Немаше потреба јас да бидам тука, нели си ги одговори сите прашања кои што беа потребни да му ги поставиме. Роберт, тешко ли беше да се одберат композициите кои што пристигнаа на конкурсот и оние кои што ќе бидат изведени во двете фестивалски вечери? Беше лесно стварно. Имавме, јас се зачудив. Последните години до лани се појавувале малку песни на фестивалот, некако се изгубил интересот, ја не пратев
тоа зашто. А во 10 години беше уметнички директор од 2001 до 2011, нешто такво. 10 години беше уметнички директор Кристијан Габровски, мој колега, кој што ми е комшија, јас живам во исти влесма, јас сум на 8 спрат, он е на 4. И лани кога по втор пат бев уметнички директор, пошто еднаш бев 2012, тоа некако не го рацунам, као некако мала екскурзија, одамна беше. Лани имаше 3-14 песни стигнато на конкурс. Требаше да се оди со нарачки и да се види што ќе се прави. Тоа е навистина малку за еден фестивал кој што навистина има големо И ова реноме. година стигаат, бидејќи ланското издание беше добро, и стигаат одеднаш 56 песни на конкурс, објавен оваа година во февруари. Ја го прашам Кристијан Габровски колку стига песни кога на така поактуелна беше македонската музика, по-живо беше све во тој период, во таа декада 2001-2011. И ја мика толку 55-56 секоја година. Ова е за поздрав, значи се Да. се враќаме на македонска музика. Тоа е добро, тоа е добро. А имало доста повеќе во 80 и 90 години, тоа беше сосема друго време. Колку композиции ќе се изведат, колку изведувачи ќе има во двете фестивалски вечери, кои се ќе настапи во овие две вечери на познатото издание на Макфест? Вака, минимумот е испрограмиран, што се вика во старт, као софтвер, дека треба да има 12 во првата вечер, 12 во втората. Ние сега имаме 13 во првата, 13 во втората. Ќе имаме ли оваа година регионални изведувачи? Имаше и други песни кои што заслужуваат, не? Ќе гледаме следната година да го прошириме тој список. Веројатно би оделе, ја не знам дали ќе видам следната година на истото место, меѓутоа како и да е, Макфест ќе оди на тоа да се прошири. Како има зголемен интерес, а квалитетни песни, така ќе се оди на тоа да се проширува и кога ќе веќе не може да се собере све во две вечери, ќе има 3 вечери. Порано имаше 3 вечери. Имаше и интернационална вечер, за која што ти сега ме праша дали ќе има регионални звезди, тоа се веќе интернационални звезди, не се македонски. За нив треба да се направи посебна вечер. Сега додека не постојат услови за уште една вечер таква, може да се оди понекогаш. Лани беше Ален Исламовиќ, сега имаме пак еден гостин. Секоја година би можеле да имаме еден двајца од страна, кои што ќе пеат во дует со некого или нешто ќе биде. Се додека не се соделат услови да има и посебна вечер. Ако има потреба за тоа што нема Сан Ремо италијански фестивал, Макфест е македонски фестивал и така натаму. Сплитски фестивал е хрватски фестивал, нели? Нема потреба да се зголемува актуелноста на фестивалот и да се прави дека е она, видиш колку е добар, сите дојда од секаде. Не, Макфест треба да покаже колку е добра македонската музика во овој момент и да ја направи и да ги стимулира авторите и пејачите да бидат подобри и да работат повеќе. Само би додал една работа, да не заборавиме дека 5 композиции од првата вечер, кои ќе ги одбере специјалното жири, ќе влезат и ќе им се приклучат на, и 5 изведувачи се разбира, на оние 13 од втората вечер, така што во втората вечер ќе имаме вкупно изведба не од 13, туку од 18 композиции. Ама, тоа е планот, може би ќе има и 20. Не, замисли, гласа се жири комисија, гласа публика и одеднаш прво, второ, трето, четврто и пето место го делат 4 изведувачи со исти број на гласови, карти, не паричка ли ќе фрламе? Не иде, нели? Може би ќе го направиме да биде и 19 и 20. Ако веќе е ептен тесно, ако е Пата. да. Така, што се однесува до наградата, оваа година ќе биде нели повторно најслушана песна Па меѓу двата. секоја година ќе се доделува таква. Макфест
прв пат во историјата своја Вани немаше награди. Така. Ланската Благодарам. година и оваа година нема да има. Тоа е така, една добра позиција за сите. Да не е се многу. Да не се расфрламе нели многу со парични награди. Не само за тоа. да и пари, за да го знаете како. Тешко е да вреднуваш музиката, ова е подобра песна, ова е послава песна. Има песни кои не добиле награда на еден фестивал, а после во текот на годината станале мега хитови, не само на Макфест. Еве се одбира најдобра песна меѓу двата, најслушана песна меѓу двата фестивали и секоја година ќе биде така, па не е лошо. Момци, ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе имаме навистина уште едно успешно издание кој што ќе донесе многу хитови кои што ќе бидат слушани во текот на целата година до наредниот Макфест. Благодарим. Сега ќе ги поканиме на сите гледачи, сите вие кои што имате можност да бидете дел од овогодинешното 38 издание на фестивалот на музички мелодии Макфест, кој што се одржува токму овој викенд во петок и во сабота на 20 и 21 октомври, така што буквално нели она што обележи